Благодарам, господин Джафери. Почитувани пратеници, почитуван заменик министер. Закон за енергетска ефикасност. Нов закон кој ще уредува материјата од делот за енергетска ефикасност. Значи, овој закон е донесен за усогласување на директивите од Европската комисија, кои што директиви требаше да ги усогласиме до 31.12.2017 година. Значи, пред скоро 2 години ова требаше да биде завршено. Меѓутоа, имајќи го предвид за способноста на оваа влада да ги следи роковите, јасно е зошто ова го правиме на 5 минути до 12 пред распуштање на собранието. И нормално, ова парламентарно мнозинство си продолжува и со овој закон да си ја тера практиката кој што ќе биде обележие на нивното владење, да речам, или на нивното парламентарно мнозинство во овие изминат период. Законот енергетска ефикасност е испратен на Комисија за европски прашања. Место да биде испратен на Комисија за економски прашања, каде што се дискутира за економски теми. Меѓутоа, пак ќе кажам, одлика на ова парламентарно мнозинство, начин на работа, ако може со помалку кревање на тензија, со помалку со ќутење, на мала врата да се метнат они измени кои што сакат да ги направат. Ние како коалиција ВМРО ДПМН и партиите во нашата коалиција поднесовме 10 амандмани на овој закон и можам да кажам дека суштински делови од некои од амандманите што беа поднесени не се прифатени. Пример, баравме енергетските контролори да имаат 240 минимум кредити за да можат да исполнат услов да бидат енергетски контролори. Тоа не се промени. Баравме, според нас, важна работа да фондот за енергетска ефикасност не биде оставена во законот како опција да може да биде направен, туку да мора да биде направен, тоест конституиран, бидејќи на крајот на краиштата фондот за енергетска ефикасност во законот вака напишан ќе игра голема улога во процесот на дефинирање на енергетската ефикасност. Баравме пократки рокови и поголема опфатеност на државата обврска да може, тоест да си преземи поголема обврска за побрзо да ги дефинира објектите кои што се од државна собственост, да влезат во категориите кои што треба да ги имаат за енергетска ефикасност. Меѓутоа, пак ќе кажам, кога работата се носи наврат на нос, кога закон се носи 5 минути пред распуштање на собрание, нормално е да вакви работи не бидат прифатени од парламентарното мнозинство. Нашата забелешка се однесуваше и на една друга работа. И затоа баравме да овој закон на еден начин му се даде можност во поголем или во поголем период да се разработи и да се доработи. Значи, со овој закон акцент е ставен на објектите. Меѓутоа да имаме сите во предвид дека енергетската ефикасност не е само објектите. Енергетската ефикасност зафаќа и индустрија, зафаќа транспорт, зафаќа енергетика. И во овој закон многу малку се има обрнато внимание на овие области. И покрај тоа што најголемиот фокус е на објектите, дури категоризацијата на објектите не е опфатена. Сметаме дека не е исто да се разговара и да се прави процедура
за стамбена куќа од 50 квадрати и објект од една фабрика или објект од една електрична централа. Некако имам чувство дека се брза овој закон да се донеси чисто да се задоволи условот кој што всушност е и временски многу закасно. Пак ќе повторам, овие директиви требаше да бидат усвоени од нас заклучно со декември месец 2017 година, меѓутоа помина 2018, 19, ево, на почетокот на 2020, 5 минути пред избори, брзаме да го донесиме законот. Инаку во принцип, законот како закон добро е што се одвојува. Законот како закон добро е што тоест материјата што се одвојува во посебен закон, бидејќи досега материјата за енергетска ефикасност беше опфатена во Законот за енергетика. На овој начин се растоварува, се ослободува од еден дел тој закон, значи тежината, обемноста на тој закон се намалува, а му се дава посебен акцент и посебна тежина на енергетската ефикасност. Меѓутоа, добро е за вакви закони да има поголема осет парламентарното мнозинство, нема потреба од вакви закони да се носат наврат на нос, нема потреба од вакви закони да не се слуша опозицијата и нема потреба од вакви закони да не се даде можност на пошироката експертска јавност да има можност со своји сугестии повеќе да придонеси да законите бидат во насока на подобра функционалност. Заклучок, парламентарното мнозинство на заминување си продолжува со истиот тертип на работа како во минатиот период. Носење на закони по скратени постапки, носење на закони преку Комисијата за европски прашања, се во интерес и намера да дискусиите од пратениците, нарочито дискусиите од пратениците од опозицијата, бидат сведени на минимум. Ви благодарам.